Загадениот воздух го олеснува патот на COVID-19 вирусот до белите дробови, предупредуваат пулмолозите. И најновото меѓународно истражување на Германскиот институт за хемија ја потврдува тезата, дека 15% од смртните случаи од COVID-19 се должат на загадениот воздух. Најранливи се хронично болните. Ризикот кај хроничните болни, каде што имаме намален имунитет, е огромен не само од околината, од загадениот воздух, од пушењето, од лошите услови на живење и најчесто од бројните вируси и една од најлошите што ни се случи, најлошото нешто што имаме епидемија или пандемија да се нарече светска од COVID-19. Во колку загадениот воздух долго време удишуваат пациентите, тој го намалува локалниот имунитет и затоа е поголем ризикот да настани дополнително оштетување кое што ќе доведи до фатален исход, до смрт кај пациентите. Пулмолозите ги советуваат граѓаните дека носењето маска, но и внес на витамините С и Д го намалуваат штетниот ефект од аерозагадувањето. Да се придржуваме кон тие препораки, да го имунитетот малку стимулираме, поготово кај тие што се хронични болни, да немат контакт нити со овој вирус, нити со загаден воздух, да бидат колку може повеќе изолирани од надворешната средина. Иако експертите одамна предупредуваат дека PM10 частичките ќе го зголемат негативното влијание од вирусот, надлежните не направија ништо конкретно. Напротив, за градоначалникот Чилегов, загадувањето е магла, а за министерот за животна средина, највиновни се граѓаните кои пуштаат грејење кога ќе си дојдат од работа.